Советот решил дека се исполнети сите услови за одредување на притвор и го прифатил образложението на СЕО дека доколку бизнисменот е на слобода, може да избега, да влијае на сведоците или да уништи докази во случајот труст. Инаку случајот труст, за кој се сомничи бизнисменот е безправен основ, пишува Курир, откако кривичниот суд веќе еднаш го одби барањето за притвор, на жалба на специјалното јавно обвинителство, судскиот совет под покровителство на Гордана Димова донела скандалозна одлука за притвор. Освен немањето на правен основ, ова може слободно да се толкува како атак на СЕО против медиумите, бидејќи меѓу другото бизнисменот е собственик на телевизија преку што се сака да се изврши политичко влијание и порака на СДСМ преку СЕО до медиумите. Инаку се работи за случај на СЕО за ископ на јаглен во Цуводол во Битола, за потребите на рек Битола, при што се осомничени 3 лица кои склучиле договор со Елем. Упатените велат дека се работи за типично монтиран случај без правен основ. СЕО ги доби сите документи кои ги бараше, а јас лично направив увид во целата тендерска постапка и тврдам дека била водена според тогашниот закон за јавни набавки, изјавил директорот на Елем Мицкоски. Тој тврди дека направил увид во сето она што се барало во тендерот. Сето она што е сработено е и наплатено и нема никакво отстапување од законот, изјавил Мицкоски, а пренесува порталот Курир. Според порталот, САЈО и судот со ова прават директен атак врз бошњачката заедница во Македонија, чиј што представник и долгогодишен застапник и поборник за нивните права е токму бизнисменот, кој е и председател на Сдруженијето на бошњаците во Македонија. Бошњаците, меѓу другото, се изјасни и против платформата на СДСМ и ДУИ, која е основа на нивниот коалицијски договор, а со кој се фаворизира албанската заедница, а се запоставуваат правата на сите останати заедници. Според порталот Курир, судиката Гордана Димова, која го донесе решението за притвор, била сопруга на поранешниот министер за здравство од редовите на СДСМ Владо Димов, кој преку изигрување на законите се стекнал со противправна корист и е се уште во бегство. Курир потенцира дека зад одлуката за притвор не постои правни образложенија, туку политички мотивираност, и тоа преку директна поврзаност со СДСМ. Сопругата на поранешниот министер на СДСМ, кој се гони за злоупотреба на службена должност, Гордана Димова, покрај блиските релации со СЈО и СДСМ, имала и лична мотивираност за носење на таква противправна одлука, пишува Курир. Според порталот, СДСМ има 2 главни причини за одмазда. Прво, бизнисменот е собственик на медиум кој не е под контрола на Бихачка и кој без страф и резерва го пренесува гласот на народот и информира јавноста. Втората причина за одмазда е испраќање на порака и заплашување на припадниците на етничките заедници дека ќе се соочат со последици доколку не ја прифатат платформата од Тирана. Курир пишува дека Гордана Димова Спировска е избрана за судија во 87-та, а потоа е реизбрана со политичка одлука на СДСМ во 1996 година. Таа е една од 600 судии кои во собранието на СДСМ без присуство на опозицијата со едно гласање беа избрани или реизбрани за судии. Незиниот поранешен сопруг Владо Димов стана актуелен кога како министер за здравство купуваше скапи бисери со државни пари за своите колишки министерки, и тоа со државни пари. Потоа имаше и повеќе други случаи за незаконско работење и злоупотреба на службена должност како министер. Последната информација за Димов е дека живее и работи во Бугарија како хирург со бугарско име Владимир Димов, со цел да ги одбегне органите на прогон. Владо Димов, откако започна да работи во Бугарија и се даде во бегство на органите на прогонот, судиката Гордана Димова се разведува од СДСМовскиот министер, а нејзин втор сопруг е адвокатот Евто Спировски, кој исто така важи за близок до Социјалдемократскиот сојуз и во чести случаи правен застапник на функционерите и луѓето на СДСМ кои имале проблеми со законот, анализира порталот Курир.